Почитувани, во рака држам владин документ кој што покажува дека состојбата со енергетската и финансиската криза е катастрофална и е далеку од справување и надминување на состојбите. За разлика од лажните тонови за смирување од СДСМ ДУИ, овој документ, наречен План за мерки и активности за функционирање на МВР во услови на постоење на кризна состојба, предизвикана од недостаток на електрична енергија, стои дека, цитирам, недостатокот од електрична енергија и порастот на цената на електрична енергија на пазарот ќе предизвика реални безбедносни предизвици кои што може да се рефлектираат и економски, социјални и безбедносни појави со негативни последици. Во документот се користат термини како нов енергетски и економски шок. Почитувани, овој план, со кој што е опфатен делокругот на полицијата и безбедноста во услови на енергетска криза и рестрикции, е документ од 16 ноември за функционирање, цитирам, во услови на енергетски колапс и рестрикции. И документ веќе во сила, кој што предвидува, цитирам, секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика засилено ќе ги следи социјалните мрежи заради откривање на лица кои поттикнуваат или повикуваат на нарушување на јавен ред и мир и вршење на други кривични дела. Во безбедносната проценка на состојбата, меѓу другото, се наведува дека во случај на енергетски колапс и рестрикции на струја се очекува пораст на криминалот, но и нарушување на јавниот ред и мир. Да сублимирам, со овој документ власта на СДСМ и ДУИ признава катастрофа во енергетската состојба, признава дека нема решение и дека се подготвува за најлошото, рестрикции и цена на струјата, која што ќе предизвика нарушување на јавен ред и мир, дека се можни безбедносни предизвици, па се воведува документ за посебен режим на полицијата и следење на социјалните мрежи и спречување на организирање на протести или други реакции за поскапувањето и рестрикциите на струјата. Почитувани, СДСМ ДУИ ја колабираа македонската економија, граѓаните ги изложија на здравствен, економски и енергетски колапс, а овој документ тоа го докажува. Ова е нивно признание. СДСМ ДУИ се извор на оваа состојба заради нивно незнаење, неработење и лукративност и не може СДСМ и ДУИ да бидат дел од решението на овие состојби. СДСМ ДУИ го имаат изгубено легитимитетот за водење на државата. Што поскоро се организираат избори, што поскоро се смени власта, тоа побрзо Македонија ќе почне процес на излегување од кризите. Ви благодарам.